Junior Achievement Македонија и Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје го реализираа најголемиот средношколски надпревар за иновации Камп на иновации, надпревар на средношколци во претприемнички вештини. На надпреварот учествуваа 52 средношколци од 13 средни училишта од 10 градови од целата територија на земјата, кои се надпреваруваа со поддршка на 13 ментори на задача за изнаоѓање иновативен производ за поголемо користење на хотелско сместување. Преку тимска работа на бизнис иновацијска идеја и составување на бизнис план со пристап до интернет и технологија, применувајќи претприемнички вештини, средношколците создадоа одлични бизнис планови кои беа оценети од страна на жири комисија, представници од академска и бизнис заедница. Двајцата ученици, Јордан Иванов и Сара Илиевска од Кочанската гимназија, беа оценети со второ и трето место и добија ваучери од 1000 и 1500 евра, кои може да ги искористат како половична стипендија за студирање на универзитетот. Шансата да учествуваме на ваков проект и да бидеме во група со најпрви непознати, а подоцна и најдобри другари беше предизвикувачко и интересно. Можноста да дојдеме до заедничка бизнис идеја, а подоцна истата да развиеме и да направиме бизнис план и сето тоа да го презентираме пред жири комисија. Нашиот тим го направи успешно за одличната тимска работа и нашата апликација која би го олеснила работата на хотелот и која би ја зголемила удобноста на гостите. Бевме наградени со втора награда, ваучер од 1500 евра од Факултетот за туризам и менеджмент и Powerbank од спонзорите на кампот. Сакам да изразам голема благодарност до Факултетот за туризам и менеджмент, спонзорите, како и Junior Achievement за организацијата на овој проект. Исто така сакам да изразам благодарност и до професорите кои ни овозможија да учествуваме на овој проект и го поттикнува иновативниот дух кај нас. Наредни предизвици ќе ни бидат ученичките компании, ќе ни биде напреварот за ученички компании кој ќе се одржи во мај следната година. Тој исто така организирано Junior Achievement. Ни дадоа задача да осмислиме бизнис идеја, како да го подобриме туризмот во Македонија, односно како да ги привлечеме гостите да доваѓаат во нашите хотели, а не да одат во апартмани. Освоивме јас со мојот тим трето место, а мојата другарче освои второ место со неговиот тим. Искуството беше доста големо и беше навистина одлично да се доживее такво нешто. Нашата бизнис идеја беше всушност смарт часовник, кој што ќе ги покаже сите локации во близина на хотелот, во градот, дури во околината на градот. Исто така ќе има и за ранливите категории, како што се слепите или глувите лица, и за децата секако, за родителите да имаат подобра ориентација со нив, за здравствената состојба на луѓето и така натаму. Сето тоа ќе биде да би било монтирано со помош на апликација. И жирито нашата бизнес идеја ја оцени со трето место и секако сакам да изразам благодарност до нашите професори кои што беа со нас, професорот Љубомир Гацов и професорката Весна Ефремова. Покрај средношколците, настанот го посетија професори, ментори, представници од институции од бизнис заедницата, како и представник од USAID и министерот за образование и наука Арбер Адеми. Напреварот е поддржан од Американската агенција за меѓународен развој USAID, а го реализира организацијата Junior Achievement Македонија, член на светската мрежа Junior Achievement Worldwide, која е основана во 1919 година во соработка со Универзитетот за туризам и менеджмент Скопје.